Пари во тема на денот со директорот на Железница инфраструктура Синиша Ивановски. Добро вечер. Добро вечер. Господин Ивановски, околу 2 милиарди евра ќе чини изградбата на новата брза железничка пруга Табановци-Гевгелија и реконструкцијата на постоечката која треба да се трансформира исто така во брза пруга, некој вид на брза пруга, сега ќе поразговараме каков. Министерот Николовски планира почеток на градежните работи веќе на есен. Подготвени ли сте вие како јавно предпријатие за толку брз период да се стартува еден таков голем проект? Јасно. Пред се најавата за брза пруга во држава е од лани летото. И согласно дека горе-доле што велиме дека ќе исполниме, исполнуваме, почнавме да се спремаме дека ќе дојде до тој ден. Оваа брза пруга дали ќе биде почната градежна во септември? Да. Меѓутоа ќе бидат оние почетни и првични истражувања на теренот, геотекстилни, геолошки истражувања, да видиме каде можеме да скратиме должината на пругата. Има многу свеоци, поготово делот што е кај Велес, но првична механизација дека есенва ќе биде или досна есен ќе биде на терен, да, тоа е точно. Дали не знам трасата веќе дали имате пред очи, дали се разгледувала, дали ќе има потреба од голема експроприација која вообичаено создава проблеми, тешкоти, договори, цена која што ќе се понуди, па дури и протести нели на собствениците на земјиштето со оглед дека еве најавата е дека од есен сакате да почнете. Најидеален дел каде да се гради оваа брза пруга е до постоечката пруга оствари. Тоа значи по дефолт дека добар дел од некои населени места веќе се населени. Дали ќе има потреба од експроприација некаде? Да, сигурно ќе има, но ќе се трудиме тоа да го сведеме на минимум, да нема проблеми. Од друга страна, самото тоа што ќе се гради до постоечката пруга е веќе пат што е трасиран и веќе сите проблеми на теренот веќе се познати. Инфраструктура веќе 152 години постои веќе оваа траса. Да, па и геолошки испитувања веројатно ќе бидат побрзи. Добар дел ни е позната трасата и затоа сме сигурни дека ќе почнеме за брзо, како што сме сигурни дека и за 5 години од почетокот ќе дојдеме до крајот на реализација на оваа брза пруга. Дали е брза пруга? Можам да кажам да. Предвидено да биде патнички до 160 км на час, а до 120 за товарен сообраќај. Така. Има некои прашања зашто не е 200 на сат. Искрено Да, имам и јас прашање. Да, на овие 200 километри вкупно што е предвидено да биде од граница со Србија до Грција, дали ќе поминеме со 160 на сат или со 200 на сат, се 15 минути разлика, но како предпријатие што сме одговорни за одржување на инфраструктурата, онаа пруга што е со 200 на сат е 2,5 до 3 пати поскапа во чинење на одржувањето за разлика од она што е 160 на сат. Размислуваме малку и по-долгорочно. Искрено ние мачиме и сега да одржуваме пругата, а одговорноста на толкава инвестиција за одржување на многократно поголема и затоа ова е идеална инвестиција. Добро, најавено е дека на одредени делници, вие рековте на трасата, при реновирањето ќе се исправаат, нели? Колку ќе се скрати делницата Табановци-Гевгелија? Имате предвид вака со овие исправања? Моментално е 235 километри. Влез излез на државата, ќе се трудиме да тоа дојде некаде околу 200 и по 200 километри. Има огромен дел каде што има кривини, секаде каде што технолошки е дозволиво тоа да се исправи, ќе се исправи и не само тоа, на самите кривини не може да се постигнува голема брзина. Целта на пругата да имаме побрза пруга и побрз транспорт. Со тоа така да секаде каде што ќе има можност да биде исправена оваа пруга, тоа ќе се случи. Доаѓаме до онај критичниот дел, би реков, ако земеме предвид дека е голема градежна офанзива во тек на автопатите и на други категории на патишта, за кои Бехтелиенка веќе имаа проблеми да обезбедат соодветна работна сила. Дали за оваа, би рекол, специфична сега градежна дејност, ќе имаме доволно капацитет? Договорот вели 20 до 30% да биде во корист на британска компанија, рестото на кај домашните компании. Имаат ли нашите домашни компании капацитет да ги искористат и овие 80 или 70%? 30% ќе биде компонента британска, значи вградени британски делови кои што нас ни одговари тоа како. Збориме за квалитет второ место во свет. Премиерот сум сигурен дека ќе направи еден состаноци со сите стопански комори и ќе биде понудена соработка на сите македонски компании со сигурност. 2 милиарди евра е сума која што не сме ни свесни колку е голема. И
сигурно ќе има простор за секоја компанија македонска и плюс тоа кога веќе најавено има време да се припремаат компаниите. Историјата на државата во градба на железници за жал не е голема, но оваа компонента на договор држава со држава меѓу другото вклучува и техничка помош, која што ќе биде достапна на државата да максимум што може да се помага на домашниот сектор. Тоа значи ќе се остави на домашните компании да се обезбедат и работници, значи работна сила, технички, стручен и експертски персонал? Видете, целта на целата соработка со Велика Британија е да се помогне на Македонија и на населението да има подобар квалитет на живот и на самите компании да имаат поголеми инвестиции. Кога некоја компанија ќе склучи договор за многу поголема сума, тој е многу повалиден и пред комерцијалните банки да инвестира во зголемување на компанијата и да се отвори еден железнички сектор, условно кажано. Такви возови сме виделе само во странство, но еве, во која ставка ќе влезе набавката на брзите возови, кој ќе ги купува, од каде, кој ќе управува со нив? Брзите возови се одговорност на МЖ Транспорт, меѓутоа не е наша одговорност. Сигурно дека за 5 години од сега штом градиме пруга треба да имаме соодветни возови. Не само тоа, ние со постоечкиве возови нема да можеме да влегуваме во Европска унија. Значи мора се набават возови, локомотиви кои што ги задоволуваат тие стандарди и тоа е во планот на владата се набават нови возови. Може ли вака да не објасните кога зборуваме тука за нова пруга, брза пруга, реновирање на постоечката, како ќе се движат патничките возови, 160 км/ч, така, карго возовите со 120, по која рута ќе биде двонасочен сообраќајот, по истата пруга ќе се движат или едните во едната, другите во другата? Не. Пред се, постоечката пруга ќе се подигне, ќе се реконструира целосно, да не кажеме само ќе скористиме трасата, да дојде до 160 на час и ќе се направи уште една паралелна, согласно можности. Добре. По двете ќе се користи и товарен сообраќај и патнички сообраќај. Тоа сега повторно вака визуализирам како автопат по надолу по десната према Гевгелија, по левата према Табановца? Или не? Тоа технички не знам како изгледа. МЖ инфраструктура покрај другото и окоординира сообраќајот на самата железница. Ние сме еден вид споено државни патишта, Македонија пат и МНАВ за летање. Значи ние и инвестиции и го одржуваме инфраструктурата и го контролираме сообраќајот. Согласно сообраќајот моменталниот сообраќај, моменталните најави, одредуваме како ќе се одвива. Ако е проекцијата 5 години да имаме брза пруга, тоа се однесува и на новата и на реконструираната? Апсолутно, завршен проект. Добро, кога сме еве кај реконструкцијата, едно практично прашање за луѓе што патуваат сега, кога ќе заврши поправката на пругата Скопје-Велес, оштетената некаде од кај Лисиче, нели, за да не мора возовите да кружат? Кај Маркова река? Да. Веќе го работиме. Веќе го работиме, имавме период во кој што не можевме веднаш да го направиме, поради тоа што од обилни води, од обилни дождови, самото земјиште беше премногу со впиена вода, а не требаше суви временски услови за да почнеме да го работиме тоа. Во моментов, почнувајќи од преходната недела, санацијата веќе се случува. Сега, кога зборуваме ние за брза пруга, тоа го замислуваме, седнуваш во Скопје, следна станица да е, не знам, Ниш, Белград и така натаму. На колку станици застанувале патничките брзи возови на територијата на Македонија? Ќе видиме согласно проектот што е можно помалку, но во исто време ќе има и конектори. Скопје сигурно, ќе поврземе аеродромот Петровец, и тоа е огромна новина. Сигурно ќе биде во Велес и во Гевгелија. Но во втора фаза, ако некој спеме во прва, ќе пуштиме кочани према Штип до Велес, значи да има како луѓето да доаѓаат до овие централни станици со кои што ќе можат да се качуваат за меѓународен сообраќај. Компатибилна ли ќе биде таа пруга со она во Грција и во Србија сега по коридорот 10? Секаде веќе се гради по европски стандарди, а тоа нема никакво скокнување. Значи 160 во Македонија, 160 без проблеми во Србија и во Грција. Ако дозволува инфраструктурата. Меѓутоа, во моментов Белград гради према Ниш, Атина до Солун е веќе завршено. Треба од Солун до Гевгелија делот да биде направен, кој што од грчка страна рекоа дека тоа ќе се случи, кога ќе почнеме ние, и делот од Србија од Ниш до граница треба да биде во исто време направено тоа. Овде ако зборуваме за час и пол до Солун, 4 до 5 часа до Виена, дали се предвидува во рамки на владата, повеќе ве прашувам сега, да се смени нешто во врска со граничната контрола која може да трае повеќе од патувањето вака?
Да, така. Целта на целата условно кажано приказна е да имаме брз и ефикасен транспорт. Такви застанувања, такви одолговлекувања ќе падне во вода целото што е направено претходно. И сигурно дека Министерството за транспорт во соработка со нашите соседи ќе направи се што е можно да биде еден вид на one stop, да помине што е можно побрзо. Дали имате проекција колкав прилив на средства би носел карго сообраќајот? Го слушнавте ние министерот Николовски, и колку би го намалил транспортот на шлепери по автопатот Пријателство, кој што сега носи големи приходи и од патарини, и од застанувања, и од угостителски и други туристички дејности. Точно дека носи приходи, но има и расходи кои не се гледаат. Одржувањето на самите автопати е огромна ставка. Околу 100 милиони, 120 милиони евра годишен приход по само товарен сообраќај се предвидуваат, заради тоа што пристаништата во Атина, во Солун, во Александрополис и во Кавала постојано бележат нагорна линија. Најбрзиот пат е преку Македонија. Има втора опција преку Бугарија, дупло поскап, дупло подолг, има преку Риека или вртење до Ротердам, тоа е цела Европа, од 26 дена го скратуваат на 4-5. Нашата позиционираност и тоа како треба да искористиме. Сега веднаш се забетонираме на мапата на карго Европа. Ако ние не го направиме тоа, во економијата нема слободен простор. Да. Веќе работат на тоа значи да помалку шлепери транспортни по автопатите каде што ќе се одат со апсолутно патнички сообраќај транспорт е. И НИФ им одговара. Има во Централна Македонија и тоа како бизниси кои што функционираат и тоа им е потребна пругата за да своите добра ги однесат или северно или јужно. Што се однесува сега до коридорот 8, Македонија и Бугарија постојано меѓусебно се обвинуваат. Бугарскиот министер за транспорт дури изјави дека додека се чека на Македонија да се одлучи за изградба на оваа пруга што имаме, тие веќе проектираат нова брза пруга до границата со Македонија. Каде е вистината освен фамозниот тунел или има многу повеќе? Да не се насмеам, не можам. Ја директно ги водев тие преговори со бугарската страна, почнувајќи од Брисел во Софија, каде што на техничко ниво ние сме супер сложни. Дека тој тунел мора да излага од двете страни. Ние ако направиме до пола, ништо не правиме. Договор со Бугарија имаме ние од 93-та, од 99-та, 2019-та. Има костори што стојат изградени. Помина времето на договори. Акција. Сега, ја пратив толку многу покани, писмени, до директорот на инфраструктура да дојде да го конечно за овековечиме на еден вид техничкото решение. Меѓутоа, не доаѓаат, дури последниот пат од дописот ми пишуваше, ве молам од сега исклучиво комуникација преку амбасадата, преку Министерство за надворешни работи, преку транспорт. Вака ми дојде непријатно, дури да се извинам што пишав воопшто покана. Значи, ако нешто сака да работиме, работиме. На крајот на денот ние и реално работиме. Ние првата фаза Команово Белјаковце со австријскиот Штрабак го завршивме во јануари сега. Моментално Белјаковце Крива Паланка со турскиот Ѓулермак војни водам со нив, ама пак работиме, пак идеме напред. Споро одиме напред, работиме. А линијата домашна е само 500 метри од Ѓуешево до граница, кој што не се случува, а и од Софија до Ѓуешево, линијата пруга е во страшно лоша состојба. Тие велат нова со 160 км на час проектирале дека час поскоро ќе заврши. Одлично, но на техничките состаноци ние проект не гледаме за жал. Би било супер ако се во право и ако они имаат технички решенија, меѓутоа за жал немаат. Од друга страна, декларативно двете страни велиме дека сакаме да поврзаме пругата, но ние работиме. Значи ќе почекаме малку за брза пруга према Софија. Наобично ќе почекаме, а камоли на брза. Можна ли е пруга брза до коридорот 8, односно од пристаништето Драч до Црното море, каде што би се споиле овие два пата, коридор 10, коридор 8, со каргото пред се? Кога ќе се реши проблемот со Бугарија, целиот фокус ќе падне према пругата према Албанија. Коридорот 8 не е целосен ако само стигнеме од Скопје до Софија, мора да стигне до Драч. Таму има моментално со албанската страна користиме заеднички грант на Европска унија за техничко решение за обиколување го Охридското езеро. Имаме проблем со стандардите на УНЕСКО и со заштита на природно. И со нив имаме сосема коректна комуникација со тоа што Албанија моментално го става својот фокус према Црна Гора железнички, што е сосема окей.
Кога ќе решиме Бугарија, полека ние се спремаме веќе. Иако не е тема, во инфраструктура ние работиме на техничките решенија да полека за некои 4 години од сега до па и 5 имаме комплетно основен проект спремен за јавна набавка да се прави таа пруга. Добро, ајде во очекување на првите километри, ви благодарам што бевте гостин во тема на денот. Благодарам за покана.